Во денешнава емисија Аграр ке гледате младите земјоделци покрај несигурноста околу откупните цени, ненавремената исплата на субвенциите конкретно во полјоделството и млекопроизводството, сепак имаат желба да вложуваат, снаоѓајќи се самите. Од нашиот дописник од Битола. Најава за протести. Охридската цреша заштитена како бренд, но не доволно доходовна. Особено годинава. Ниските цени ги демотивираат овоштарите. И тоа не е се. Поголемо производство на телешко месо е можно. Пример од гостиварство, од Форино, каде што од 2014 година семејството Алију успева да го одржи и изголеми своето стадо и со задоволство да не ги пренесе нивните искуства. Прилог снимен во 2025 година во Вевчани. Ништо ново, освен што продолжува злоупотребата на државното земјоделско земјиште со изградба на некои објекти што не треба да бидат таму. Некои 17 години не може да го решат проблемот токму за ова прашање – доделување државно земјоделско земјиште за производство на храна. И додека се чека официјалното објавување за заштитната цена на пченицата, земјоделците ја работат својата работа. Задоволство е кога ќе сретнеме млади производители кои не чекаат секогаш помош, како што беше доделувањето на тракторите од ланскиот оглас. Туку самите се снаоѓаат и купуваат она што им е неопходно. Таков е и следниот пример од Тумчевиште. Јас сум Кирил Јаневски од село Тумчевиште, се занимавам со земјоделие. И исто имам и своја фарма со крави. Имам посадено околу 10 хектари пченка годинава и 15 хектари пшеница. Исто така имам посадено и 3 хектари јачмен за мои потреби. Годинава очекуваме да ни пуштат субвенции за 2025 за кравите, но се уште немаат пуштено. Сега веќе е 2026, а касна субвенциите. Исто така лани аплицирав за нов трактор преку ИПАР 3 програмата, но се поништи програмата и така да си купив сам свој трактор. Тоа е Солис 75 коња со кабина. 14.000 евра, али многу сме задоволни. Тракторот во исправно стање, работиме, кабина има топло внатре, музика има внатре, радио. Со здравје да се слушате. Да. Имаме 4 трактори, плугови, кримлери, сеалки. Тука имаме луцерка за наши употреби. Годинава направено околу 6.000 бали, па јас, татко ми и мајка. До година планирам да си купам ровна балирачка, да ми биде полесна работата. Средствата очекуваме уште за некои 10 дена, па мислиме дека ќе има добар принос, но цените се многу малечки, многу ниски. Скапо, нафтата е скапа, високи цените, а пченица да 10 денари. Па би требало да биде најмалце барем 15 денари, за да ни се исплати нас. Произведуваме околу 70 тона пченица. Јачмено за наши употреби. Цената на кравиото млеко не исплачаат околу 31 денар и плюс субвенции ни пуштаат држава. Ги нема. Од 2025 од лани нема. Граф имаме посадено околу 2 декари, 2000 метри квадрати, за наши употреби. Актуелно е собирам неседно за храна за нашите крави. Пченките сега за сега се многу добри. Ги изгрливне све, ги запрашивне. Сега треба да се вадат. Поочекуваме дожд, маце, да завар. Вода за наводнување? Имаме со систем. Ги наводнуваме. Има систем. За Војдина има свој планови да направи нова штала, да произведува повеќе млеко, месо, да допринесе за да имаме повеќе домашно производство на храна. Овде произведено млеко кое што ќе се вреднува на вистинскиот начин. Наша површина. Планирам тука да правам исто фарма со отворен систем. Парам околу 30 крави, некој вработен може да вработи. 3 години регистриран млад земјоделец.
Свој на своето, наследено од неговите родители, но без субвенции многу е тешко. Јас сум регистриран млад земјоделец, веќе 3 години. Немам искористено ништо, нити во типар, нити ништо, све сам ја. Ретко има некој млад што сака ова да го работи. Кај нас тука во селото има 3-4 души така, помлади што се тоа што го работи. Стануваме зависи од работата, колку имаме работа. Кој има повеќе работа, например, стануваме порано. Кој има помалку, одмараме. Сам све газда. Во иднина треба да има почесто програми, нешто и навремено да се исплаќаат субвенциите. За да може земјоделецот да инвестира, да прави нешто што му е потребно, да купи машини, трактори, да обезбеди храна за зима. И донесуваме за државата, обезбедуваме храна, млеко, месо, да треба да се цени ова. Со цениве не оди вака. Но за нов објект тешко може да се обезбедат средства и се надева на ИПАРТ или некоја друга програма. Државата да ги вреднува тие што останале на село и сакаат и натаму да живеат овде, да се занимаваат со земјоделство. Сточарите од Пелагонискиот регион го искажаа својот револт преку протест пред подрачната единица на ресорното министерство. Бараат итна исплата на заостанатите субвенции, како изголемување на откупната цена на млекото. На протестот беше истакнато дека земјоделството и сточарството се во колапс. Потребна е итна исплата на субвенциите по сите основи, која според Кебаковски од Сдруженијето Фармери Југозапад изнесува околу 70 милиони евра. 20% регистриран земјоделец преку фонд, за пчели, за кози, за млеко, за крави, за градинарство, што му се големи пари тука. За пченица, јачмен, сончоглед, исто големи пари. Јаболка во предаден капацитет, мерка 1.17 од 2024 исто. Значи, по моја груба проценка, 70 милиони евра. Одма да се сплаќа треба. Одгледувачите на крави посочуваат дека работат со жива стока и млеко кое доколку не се откупи навреме треба да се фрли. Премијата која им следува е неопходна за да продолжат со сточарството. Субвенциите не се исплатени 6 месеци за 25-та, 8.000 денари по грло за 25-та, а веќе денес е последниот ден од 6-ти месец, фактички 26-та имаме уште 6 месеци. Разговара да се исплати субвенцијата во целост за некои 5 до 10 дена и да и откочиме точка по точка работите. Во прашање е доведен и откупот на млеко, кое за 6 месеци од 32 падна на 24 денари. А главното прашање е и дали истото ќе им биде откупено. Државата увезува млеко, како што видовте, млеко во прав, а нашето млеко не се откупува. Значи, нашето квалитетно млеко стои. А се увезува прашат, па дека видат граѓаните што купуваат од маркетите, зошто купуваат и дали треба да не поддржат воопшто. Ако му одговара да купуваат и да јадат карценогени отрови и се друго, нека се купуваат. Пред стартот на жетвата дополнителен проблем е и што пченицата нема заштитна цена. Земјоделците не можат да почнат со жетва затоа што откупните центри се уште не вршат откуп. Сточарите бараат решавање на сите проблеми со кои се соочуваат во рок од 2 недели. Во спротивно најавуваат генерален штрајк во Скопје. Од 2017 година Охридската цреша е заштитена со ознаката за географско потекло и би требало вака заштитена да има повисока цена, а секако да се најде и на европските пазари. Но реалноста е поинаква. Годинава има многу род за разлика од лани и цената е многу пониска, која што не ги покрива трошоците. Јас сум Горан Мајсторовски, село Тревениште, општина Дебрца, земјоделец, овоштар, млад земјоделец кој што прилично гравитира со поголема количина на производство од цреша и слива, од Охридска долга шишка и слива Стенли претежно. Имаме и од други сорти, ама претежно тоа. Околу 8 хектари имам под овошни насади, 2 хектари имам под цреша, околу 6-6,5 хектари имам под слива. Проблемите, како сите жизнат, се тековни, огромни се проблемите.
тешко на нас земјоделците, посебно ние млади што сме. Годинава е многу тешка, нема откуп, се мачиме, значи со диви откупувачи, кои како што се снајд така, немаме организиран откуп, немаме откупна цена, многу е ниска, околу 70 денари моментално се движи откупната цена, од која само работната снага работниците барат околу 35 денари. Рачуни од остатокот од 35 денари, ние треба да покриеме и трошоци, и прскање, и заштити, и џубриво, и наводнување, и сето тоа, да не правиме колку е за работувачката. Околу 100 денари планиравме да биде, да имат и за работниците, да имат и за нас некоја рентабилност и за трговците, а моментално е катастрофа. Мислам дека малку повеќе род има годинава и знаете, кој че немаш организирани на милост и немилост. Без замешување на владата, на државата, на Министерството за земјоделие, агенциите што се во сите во сектор на земјоделие, без помош, врска со откупувачиве, правење на здруженија, земјоделски задруги, мислам дека во тој тек, ама мислам дека пак како капа на сето тоа треба да е ресорното министерство, заради што ако сме оставени меѓу трговциве и производителиве, имате еден голем јас што не можеме да го дополниме никако. Цената за работна рака е 35 денари за набрани килограм цреши. Што со остатокот од 35 денари ако црешата се продаде по 70 денари? Тешко ќе може да се опстане. И повторно, разликата од откупната до продажната цена е повеќе кратна. Сигурно е 2 евра. Сигурно е 2 евра. 2 евра, 2,5 евра би требало да е сигурно. Ама ние ги предаваме. Чак и имаме проблем сега, дори паѓади на 65 и на 60. Зависи, ако денот не е како што треба, трговците ако не е како што треба. Знаете, со диви трговци тоа и сега моментално се извезуваат, само ниска е многу цената. Бербата дури временски услови послужат, ќе бериме, кој ќе стави некоја непогода или производот ако не трпи поиќе, готово нема пазар преки. Мислам дека уште 10 дена ќе работаме најмалку. Бербата е премногу тешка, по цената на работниците моите знаете 35 денари на килограм. Денес како еден добар работник собери 100 кг си оди со 3500 денари. 60 евра мислам дека во Германија работа ќе земе. И оправдано е кај нив. Тешко е, мачно е, сонце, условите се тешки, значи на нива да работаш. Ама сепак мислам дека најголемиот проблем е ресорното министерство да го напред јазот помал меѓу трговците и производителите. Мора да се најде решение. Но веќе овоштарите размислуваат за изградба на свој откупен центар, за кој што неопходен е ИПАРТ, велат тие. Сме во план да направиме едно здружение и веќе во постапка бевме, веќе во правна форма ги имавме направено. Требаше некој финеси после за да го организираме и тука застана малце кој се разочарал од едно од друго. Од откуп, од цена, од све и не сакаше да учествува во сето тоа, ама крајно време е да го направиме сето тоа. Малку имаме проблем, знаете дека се овие ИПАР програми што се сите тие се многу значајни за нас. Јас сум корисник на ИПАР програми во 2 наврати. Во 2018 во 2019 година, што премногу ми помогна, значи до механизација трактори, комплетно имам све за обработување на овоштарство. Следна фаза беше да аплицираме на мерки што се за ладилник, калибража, да направиме готов производ, да го брендираме, да го пратиме, да го заштитиме како наш. Нешто во таа сфера да се поврзиме, ама закочи работа, финансите се мали, откуп нема, желбата се губи кај народов и ама крајно време дека морат нешто да преземе. Барем ние што сме млади земјоделци, морат да преземеме нешто заради што џабе ни е маката, трудот, годините, младоста, се што е поминато по полево. Никако не направивме со тие регионални откупни центри, децении значи зборуваме, никако да ги постигнеме, никако да ги направиме и да профункционираат. Едноставно се што оди во секоја сфера на земјоделие, од мојава гранка овоштарство до се оиме само надолу со поразителни бројки, не знам кај не крај. Искрено направимо, не знам кај не крај. Се работам 15 години, 4 години сум регистриран земјоделец, го презедав земјоделското стопанство. Родителиве го презедав јас после ништо. Едното згаснува, другото продолжува. Што го презедав, изгубив, имав еден насад посаден. Тогаш на моите родители беше насадот. Посадив со слива и за повраток на средства за слива, за подигнат насад. Ко направив промена, ми го прекина, дори и тие не ги добив средства, за рече сум направил промена на собственоста.
Субвенциите во воштарството се добиени. Може би има поединечни случаи каде што се доцни од разни причини. Постојат многу нејасноти, како што велат воштарите. Уредбата за годинашниве субвенции, за кои се уште не е почнато со аплицирање, не им е јасна. Субвенциите ние како воштари, јас како воштар, се исплатени. Не ни се исплатени 20% регистриран земјоделец, 15% не ни се исплатени за неразвиено подрачје на 700 метри надморска висина, не ни е исплатено за волкото 2 денари, тоа е веќе и 25-та и 26-та, тоа е проблем што се влече подолго време. Многу голем проблем имаме, значи разговарам јас со колегиве мои со земјоделци, многу голем проблем имат ова нова уредба што има донесено владата, во која што е наведено таму посебни услови за директни плаќања за субвенционирање на нашето производство, со кои не имат обврзано дека 30% мора да даваме во регистриран откупен центар, не било каде. Регистрирани откупни центри немаме, начин тоа да го направиме немаме, се снаоѓаме кој како што знаете и одма само со тој член од таа уредба ние немаме право да земаме субвенции. Нашите субвенции се земат по директно плаќање на површина, не на готов производ или на предаден производ. Не знам колку е законски, мислам дека треба инстанција на Уставен суд нешто да видат колку е уставна уредба што е донесена. Исто така во таа уредба во член 11 е донесено доколку имат временска непогода, голом мразица, град или што и да било какво било, ако општината прогласи елементарна непогода, со пријавување за обештетување на таа елементарна непогода, немате правото во таа тековна година да земете дополнителни директни плаќања субвенции. Тоа и тоа е многу страшен поток, кога прочитавме. Имаме во 2025 имаме закаснати, лани имаше исто голом мразица, имаме закаснати лаборатори се пратени во Скопје, имаме закаснати обештетувања, нема никаква комуникација за тоа, не знаеме до кај е работата. Исто во 2026 имаше проблем во сливата, ни речена, како што можете да видите. Оваа година прогласи елементарна непогода, трешата е добра, сливата имаме проблем на одредени региони. И кога ја прочитавме со колегиве мои оваа уредба, почнавме да ги повлекуваме директно сега апликациите за тоа, заради што единствена сигурен прилив не се субвенциите, а уште тие ако ги немат субвенциите, пошто ги добиваме по површина, мислам дека нема, се ќе згасне, комплетно се ќе згасне. Прво тоа е премногу мало, премногу смешно и плюс да го поврзи со тековните субвенции, што мислам дека нема смисла и дека немат никаква комуникација, директното плаќање за тековно одржавање на насадов. Насадов и да имат елементарна непогода и да немат, тој треба да се одржава, значи да се наваднуваат пестициди, прскање, џубрење, сите тие работи да направиш квалитетен плод. И мислам дека многу неумешно е направената уредба. Мислам дека без некомуникација, значи со здружение на воштари, здружение на јас во воштарскиот сектор и другиве како што имаат проблеми во секој сектор, мислам дека многу убрзано, непромислено е направена и ние сме дојдени во страшна ситуација што ги губиш. По секаков основ ќе ги изгубиме ние субвенциите. А субвенциите се единственото нешто кај што можеме да се каснењето да не правиме дека се каснат сите тие работи. И многу голем проблем е со ИПАР програми, мислам дека што се блокираа. Ние како млади земјоделци следна фаза, ние значи имаме производство, имаме насад, имаме све, следна фаза ние сето тоа да го собериме, да го спакуваме и да го презентираме. Без поддршка на таа работа, рачуне дека ние не можеме сето тоа да го оствариме. Многу се битни тие фондови, многу се добри за нас младите земјоделци што сакаме да градиме тука со нашите семејства сето тоа. Македонскиот бренд, заштитената охридска цреша со географска ознака, мора да се зачува и на терен. Од 500 до 600 тони цреша во Охридскиот регион, прашање колку е присутна оригиналната охридска цреша, позната по своите карактеристики. Во Охридскиот регион можете околу 500 до 600 тона. Мислам дека во Требеништа и Волино, тука во двете села гравитират, мислам дека околу 250 тона имат екстра квалитетна цреша охридска долгошишка. Тука точно на овој насад, Земјоделскиот институт на нашата држава и Земјоделскиот институт од Чачак праја двогодишен опит, во кој доста анализи, доста параметри, доста работи се проучија во тој опит. Беа доста задоволни сето тоа. Беа задоволни од нашата обработка, од
нашата резидба и сите тие работи што треба. Охридската цреша се карактеризира прво што се произведува на 700 метри надморска висина. Друга работа нејзината крцкавост, калибражата е во секој момент 26+, да не правиме дека е 30 и 32. Основна мерка е 26+ за продажба. Тие се отприлика тие специфичности што има нашата. Добар транспорт издржуваат, имат добри перформанси при влага, при голема суша. Нема ни информација кој е опрашувач, кој е ништен. Значи многу е таинствено во таа сфера, немаме никакви податоци, затоа се труди институтот да добиеме некои податоци за сето тоа. По мој кажување од дедо предето, некако во тајлијанско време, некако во 40 до 45 година, некако така е дојден тој калем. И така е развиван на сите подлоги, на магрива, на дива, на врапчарка, на сите. Посебно нашиот регион немаме, значи тоа од овие стубасти, нискостеблести или високостубасти. Обично име на дива подлога, или магрива, или максима 14, со старата сорта со калема, што цело време само го надополнуваме. Со наше калеми со тие работи. Проблемот со несигурноста за производството, освен од временските услови, е најголем со пласманот и цената. Црешата на европскиот пазар достигнува од 5 евра за килограм кај нашиот јужен сосед до 20 евра за килограм во Австрија и во другите европски земји. Како да се достигне сето ова? Квалитет има и стандарди. Global Gap сертификатите исто така. Пакувањето и тоа може да се подобри. Но недостасува организираност и повеќе единство меѓу овоштарите, како и заедништво со трговците. Убава слика што не подсетува на некоја друга земја, Австрија, Швајцарија или Словенија, но ова е кај нас, во село Форино, гостиварско. Врнежлив ден, а фармерот што не доаѓа во пресрет, како да доаѓа од град, а не дека е фармер уште од 2014 година, иако пред тоа работел како професор. Јас сам наставник по професија, имам работено во образование. Од 2013 ја започнавме ова работа. 2014 купивме крави од Австрија. Кравите тие го нарекуваат флекви, тоа е една комбинација меѓу сименталец и фризер. 30% се фризерки, значи другото е симентал. И така ги доведевме овде, направивме штала. Сите се нови, само едната од тогаш, од 2014 не останува тука. Ова место Глајца се вика така, некако. Најдоброто место што е во селото е ова. Тука порано се ранеше, се култивираше пиперки, бостан и тие работи, сега пасиште. Многу полесно, прво кравите се многу здрави. Порано имавме проблеми со копитите на кравите, седејќи ден и ноќ во штала, а сега кога почнавме да ги пуштиме, немаме проблеми со породување на телиња, немаме проблеми со копитите, малку, не која, и тоа го викаме некој да ги сече, тоа е. 1, 2 или 3, а другите се све окей. Овие се за млеко и за месо. Немат млеко како штајнерките, например, 50-60 литри, туку стигнува до 40 литри. А месото е сименталец и квалитетно месо. Лој немат, тука е тоа тајната. Сега за сега 5 до 6 евра, едно 400 кила живомера. Задоволни сме, можевме да стигнеме и до над 600 кила, 700, 800 и 1000 кила сум стигнал со 15 месеци. Значи, интензивно хранење. Без 13 кила, 1000 кила. 1 тон. Добар ден, јас сум Агрон Алију од село Форино, гостивар.
Мој татко е Абдул Муталиб Алију и ние работиме со крави, производиме млеко, исто и месо, значи бикови. И рековме, ајде да правиме нешто овде за наша иднина. И рековме, ајде да купиме крави од Австрија. И купивме од помош од државата. И се реализира тоа. А овде во село Форино има услови за држање крави, има пасиште многу, можеш да сееш пченка, луцерка, силажа да правиш. Идеални се условите овде, вода има колку да сакаш тука. Од пролет до есен кравите пасат. Значи ова е апарат со струја е. Имат страв од ова. И значи многу е лесно да ги чуваш крави, значи без човек. Мене ми треба само за зима да правим силажа, да правим луцерка. Имам 200 ари. Силажа правиме, луцерка правиме, јас пченка правиме, исто за храна. А сојата мора да го купиме, затоа во Македонија не може да се прави тоа. Повише на машинерија инвестиравме. Купивме една ролбала, што многу ни помогна за работите. Имаме овде и во нивите исто ролните, значи не треба многу работници. А овде и тешко е да најдеш работници, значи јас со мој татко што можеме да правиме сами, тоа е. Моментално имам 17 крави, а имам и јуници, имам исто. Имам и телиња. Цената на млекото не е толку рентабилна, иако ова млеко добиено од расата флекфи и со поголема содржина на протеини, погусто. Сепак тие велат, поголема заработка имаат од продажбата на говедата за месо. И задоволни се. Цената на млекото кај нас беше пред 2 месеци 33, а го намалја 37 сега. А цената на месото зависи од килажата на бикот. Ако е бикот 500-600 кила, иде по 4 евра и 50 центи, а ако е помал, иде до 6-7, многу е скупо. Субвенциите годинава ни закаснија малце, не знам зашто, али во пролет нас ни треба многу, значи треба да нафта да купиш, а нафтата е многу скупа сега. Вештачко ѓубре, семе за пченка, овие работи, значи пролетата е многу тешко. Ни премија, ни субвенции. Ја понатака планирам да инвестирам на машинерии, затоа што машинеријата е полесно работата ти иде. И тоа е, ако има работници понатамо, може и да земам, а многу е тешко да најдеш. Па ми треба многу ствари. Ми треба машинерија за тоа е како приколка, како да ти кажем ја, таа ги храни кравите. Значи за 1 минут му ставиш све што имаш, сено, бали, и тие со приколка идат и ги хранат за 5 минути. Значи треба многу машинерија ни требат. Ја сакам ова работа, природата ја сакам. Ја не можам да седам во канцеларија, не сум таков тип ја. Природата ја сакам. А и ја сакам и кравите, и телињата, значи многу ги сакам, таков тип сум ја. Ова е сува планина, има и вода, има и све убаво овде. И да се живее, и да се работи. Овие што држат крави се 60 години или повише, а значи млади нема. А ова земја му е потребно големи фармери, како да ти кажем, уште 10
фармери млади. Јас сакам исто и моите деца да се дојдат овде, да видат како е природата, како е убавината. Јас и порано и во образование работев, а работев и земјоделски работи. Порано крави држав, 1 или 2 и товни бикови, 4, 5 до 6. И бостан сеев многу. 35 декари. И тоа се ги продавав. 4 врсти на бостан, дури од Скопје ми идам муштерите, ама од населението кога побегна сега не одит како што треба. И синот ми не сака да биде вработен вака во служба, сака повеќе приватно да работи, не сака во печалба, сака тука да седи и ете, нема кој да работи. Заминат младите. Мојот син има завршено економски факултет и ја сака ова работа. Работат за себе, но во убав простор, заработувајќи доволно и велат има што да наследат нивните деца. Уште од мали ја имаат таа љубов кон природата и животните. Ево, овај ќе биде тој. Ја му кажем колку крави ќе има татко ти. Каже, до 100 ќе стигне. Желбата да се произведува најнеопходното, храната, не само што носи за нив сигурност, задоволство, љубов, како што видовме, туку исто допринесува да се произведе храна за сите нас, за државата. Особено телешкото месо, кое што постојано недостасува на нашите пазари. Историјата на Бебек фарм од Вевчани е започната од многу одамна, кога ова семејство со голема желба и љубов во својот крај се одлучува да се занимава со сточарството. Се занимаваме со сточарство од 91 година. Имавме некаде 850 приплодни овци. Од 95 година зедовме млечни крави и претежно до ден денес се занимаваме со производство на млеко и млечни производи. И за истото сме регистрирани како примарни производители во Агенцијата за храна и ветерина. Во 2006 година учествувавме на тендер за доделување на земјоделско земјиште, кое се доделуваше блоковски, на место викано Суво поле во катастарска општина Подгорци. За истото ги исполнава сите услови. Но за жал, од кога се склучи договорот 2006 година, од тога настануваат и проблемите. Бидејќи истото земјиште ми беше потребно за набавување на сопствена храна, која е поевтина, а до тогаш купувавме храна од разни комбинати, да речем, од Дебар, од Струшко поле и мораше некако да набавиме сопствено земјиште. Но од кога го добивме, да речем, земјиштето во владение 2009 година, што е голем период од склучување на договор од 2006 и 2009 година, од тоа почнуваат нашите макотрпни патешествија со Министерството за земјоделство и шумарство. Од кога 2009 година го воведовме во катастарска евиденција, во Агенцијата за катастар на недвижности, и кога излеговме на лице место со геодетот, видовме дека истото земјиште е оптеретено со правни товари. Дел на земјиштето е шума, околу 40 хектари, дел на земјиштето по основ на денационализација вратено и уште 2005 година на поранешни сопственици, дел се пристапни патишта, дел се узурпирани парцели на кои се изградени и стамбени згради. Преку секторот за земјишна политика неколку пати реагиравме со пишани документи да се формира група која ќе излезе на лице место и ќе ги види реалните состојби на терен и договор да се направи една ревизија. Но за жал до ден денес, иако од 2009 година се одминати 16 години, на ниедна пишан документ ние не добивме одговор. И до кога вака?
Истрајноста, упорноста и желбата да се остане на сопственото огниште, да се добие сирење од квалитетното млеко и големата љубов и посветеност да се одгледуваат кравите не е само мисија и придобивка за семејството Бебековски, туку и за целата држава. Дали сме свесни за постоењето на ваквите примери и дали постои желба да се реши проблемот? Су имал средби со многуте министри кои се изменаа, мислам 9 министерски администрација. Кој дојди така избегаваше, значи за ними важеше онаа поговорка српската, бриго моја преди на другога. И денеска, пред неколку време, со новата администрација на новиот министер кој дојде, кој во една непосредна средба кажа дека многу лесно се решава проблемот, иако беше запознат од моја страна. Но за жал, и ден денес нема никаков резултат. Вчера баш, не знам по кој повод, беше и државниот инспектор во контрола на земјоделското земјиште, што и самиот направи записник. А и другите контроли кои ги вршеше државниот инспекторат, ја кажуваат фактичката состојба на терен. Не знам од кои причини, до ден денес, земјиштето не го имаме регулирано. Наместо обработливо земјиште кое представува земјоделско, јас плаќам земјиште кое представува шума, кое представува јавни патишта, кај што се изградени јавни објекти и не знам од кои причини не се формира таа работна група. Ние концесијата ја плаќавме редовно до 2013 година, каде што тогашниот министер Лупчо Димовски, образложувајќи го проблемот, кажа дека ќе се формира таква група, тоа беше некаде февруар месец, но за жал мај месец имаше нови избори. Михаил Цветков со допис ни јави дека по завршување на судскиот спор кој се однесуваше на плаќање концесија, кажа дека ќе се пристапи кон ревизија на договорот и намалување на земјишните површини кои не представуваат земјоделско земјиште. Но, за жал, ево и повторно по неколку пати ќе речам за жал, до ден денес е оставено ад акта тој случај. Сега последниот случај со пресуда на управен суд, решението што ни го раскина со изјава бившиот министер Николовски користењето на земјоделско земјиште, го прогласи за незаконито. Морам да напоменам, сега почнав да се совнемам во институцијата која има 2% доверба во Македонија, бидејќи тие го направија истиот спор, мислам под притисок на одредени функционери на власта, донесоа одлуки и пресуди кои не држат. За жал, воопшто, сите вештачења што се работени во конкретниот предмет за мојов проблем, се на моја страна. Првичната пресуда од основен суд беше правилна. Да се донеси намалување, одлука од Министерството да се намалат. Но анекс до ден денес не е подпишан таков. Додека не падне пресудата од управен суд, се знае која институција може да го раскине. Не може со изјава за раскинување. Дури решение добивме пред една година, а договорот со изјава беше раскинат 2019 година, што е симптоматично. Овие површини се со судски спор. А сепак, некој во многукус рок пред 2 години склучува договор за нов закуп на истото земјиште, со цел подигање насад со лешници. Стебла не видовме, освен висока трева, неуреден и заграден простор. Се наоѓаме на спорните површини за кои се води судски спор, кои за жал се доделени на друг корисник во време кога се правно оптеретени пред судовите на Република Македонија и со самоволие министерот Николовски ги доделува на друг концесионер. 6 хектари, тоа се доделуваат со непосредна спогодба преку подрачната единица на Министерството за земјоделство. Кога ја добивме првата пресуда од управен суд, ние пристапивме кон обработка на површините, ги засејавме со житни култури, пченица, јачмен, тритикале и дел на површини подигнавме под луцерка за сопствени потреби. Исто така напоменав дека сме регистрирани, млекото го преработуваме во сопствен објект Мандра, во сирење, а исто така сме овластени за продажба на сирово млеко. Фактички млекото го продаваме преку продажните центри во Струга и во Вевчан. Позади мене се гледат и површините кои јас ги обработувам,
а истите површини кои се доделени на сегашниот концесионер прават еден цик-цак расцепкување на блоковите, доделени се и западно, и јужно, и во централниот дел. И така што ни е отежнато влегувањето да ги обработуваме нашите парцели кои до ден денес сме ги обработувале. Од овие причини барам надлежните органи, ако ги гледаат овие изјави, да постапат по допрен глас и да спроведат истрага како овие парцели се доделени на сегашниот корисник. Го повикувам обвинителството, го повикувам сегашниот министер на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, да види дали се направени злоупотреби и самовластие на доделување на истото земјиште. Тоа е направено некаде 23-та година со еден притисок кај што и претходниот директор на Државниот инспекторат за земјоделие, ова се незванични, а јас сум сигурен дека е така, каде што има извршено влијание на регионалниот инспектор да направи записник дека нема никакво правно оптеретување на истите парцели. Иако и ден денес се води управна постапка пред управен суд. Ги гледате во каква состојба се доделените парцели, опасност постои од избувнување на пожар, бидејќи на овој паркинг овде кај што сме, ги паркираме и работните машини, како тракторите, ево и коли има од соседни посетители на блискиот ресторан. Не дај Боже, една искра на пламен, тоа може све да оди во неповрат. Да се запали објектот, да се запалат сите машини кои што се тука, патнички возила. Кој за теја ќе одговара? Кој ќе сноси одговорност? За да се подобри и прилагоди земјата од 5-та класа, многу се вложило. Многу камења се извадени. Си применува агротехника, стручно се работи онаму каде што има пристап механизацијата. Како во цик-цак се жнее, ора, се со цел земјата да не се остави заплевена, опустошена. Работеше за напуштени лозови повеќе од 30 години, и тоа од Струшко поле, а од подпишувањето на договорот 2006 до воведување на владение 2009 година и воведување на корисничкото право во управата за катастар, ние за 3 години изгубивме тука некаде, бидејќи се задолжи во деловните банки со кредит од 40.000 евра за раскршчување на лозови насади, бетонски столбови, лозова жица, само растечка дива вегетација. Но за жал, тоа за све е запознато Министерството и до ден денес тоа е мртво слово на хартија. Ова се сизифови маки кои ги тргаме веќе ево 16 години. Има ли надеж? Сум по природа оптимист. Ќе ги искористам сите можности во државата кои постојат. А се може да се реши доколку некој сака. Секако според законот и правилата, кои што некој низ годините ги прескокнувал, заштитувајќи ги поединците. Но за чија корист? Ги повикувам властите, ги повикувам да реча ресорниот министер, ги повикувам раководителите на земјишниот сектор, правно-нормативниот сектор пред во Министерството за шумарство и водостопанство. Која е причината што не се излегува на лице место? Да ги соочиме фактите. Која зборува вистината? Дали ми е? Дали? Овдека постои дури узурпација на земјиштето од страна на локални жители, кај што ни се прават нахнадни проблеми и онака тешка дејност. За жал, наместо ние да ги решаваме проблемите во дејност која веќе изумира, бидејќи претежно ја работат луѓе во одминати години, над 50 години, младите немаат никаков интерес, си заминаа од државата. Дури не можеме да најдеме работници за прибирање и на летината. Све е од наше вложување, само користиме да речем некои услуги во балирањето. Сега следна цел ни е, ако најдеме можност да се купи една роло бала, како би се намалиле, да речем, издатоците и за транспорт, и за ангажирање на работна снага. Но тоа отом потом, али кога се судираш со проблеми, не ти оставаат простор за да се движиш напред, него те оставаат во место. Која е еднината на оваа гранка во Македонија? Тоа ги прашувам, да речем, повиканите кои се должни да му
Одговорот на овој народ, кон кај се движи Македонија. Македонија увезува храна, нашите ниви се напуштени од собствениците, нашите ниви кои представуваа државно земјиште, да речам, кое се наоѓаше во раците на комбинатите, се раздава на луѓе кои не се земјоделци. Се користат површини за градење на стопански објекти, кои подоцна никнуваат во ресторани, во хотели. И за жал, на истото земјоделско земјиште се поставуваат панели, а за храна Македонија не обезбедува доволно ни за лет. Вакви вредни, трудолюбиви и истрајни луѓе треба да се ценат, да се зачуваат и потикнуваат, а не да се попречува нивната работа. Мотивацијата се губи. Не само кај возрастните, туку најмногу кај младите. Ми е жал за младите. Мојот син е веќе од мали нозе со оваа проблематика. Толку е залюбен во земјоделие и сточарство, да остана сам, да ги оре и нивите, да го дистрибуира и производот од житариците, да го дистрибуира и кабастата храна, и луцерката, ливачкото сено. Јас во години се трудам да му помагам онолку колку што можам, но годините си го чинат своето. И која е перспективата да им дадеме ние бар стимул на младите да започнат нешто ново. Останува дилемата дали наскоро ќе видиме празна фарма или нова современа, со слободен испуст на кравите, со нови машини, со поголемо производство на млеко и со насмеани лица, а не разочарани. Останаа малкумина, а како држава сакаме да го развиваме селото. Постои решение. Оптимист е Гоце. Неговата порака е јасна.